I invite the Director of the Crisis Management Center, Mr. Stoyan Cherangelov, to address the audience. Почитуван помощник генерален секретар за операции на НАТО господин Джон Манза, почитуван министър за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван директор на дирекцията за защита и спасуване господин Беки Максути, почитувани представници на главният планирачки тим на НАТО, почитувани представници на главният планирачки тим на Република Северна Македония, колеги и соработници, от името на Центърът за управление со кризи и от мое лично име како директор, ми представува особена чест и привилегия да ве поздравам и да се обратам во оваа прилика. Република Северна Македонија ја има честа да биде домакин, а Центърот за управление со кризи заедно со Дирекцијата за заштита и спасување организатор на 19-та НАТО вежба Република Северна Македонија 2021. Во партнерство со Евроатлантскиот координативен центар за одговор на катастрофи. Затоа би сакал да го искористам овој формат да се заблагодарам на представниците на главниот планирачки тим на НАТО, како и на националниот тим, кои несебично помогнаа во административните и логистичките подготовки. За Центарот за управување со кризи, како дел од македонскиот безбедносен систем, членството во НАТО е придобивка сама по себе. Можноста за збогатување на знаењата и продлабочувањето на искуствата да се тренира и учи под знамето на НАТО, значи да се биде дел од интегриран и високо обучен систем, на чија поддршка може да се смета во секое време и во секоја ситуација. НАТО е најсовремениот сојуз на човештвото, кој се темели на вредностите во кои веруваме и за кои се залагаме, ги браниме, и тоа само по себе е извор на нови придобивки од цивилизацијата. Со НАТО ги делиме истите вредности, интереси и приоритети. Но исто така со НАТО ги споделуваме и обврските, задачите и одговорностите. Република Северна Македонија подготвено ги презеде обврските кои произлегува од полноправното членство во Алијансата, вклучувајќи го и долгорочниот придонес кон регионалната и евроатлантската безбедност и стабилност. Безбедна држава, како полноправна членка на НАТО Алијансата, е огромен чекор напред за развојот и просперитетот на нашата земја, но и на целиот регион. Само заедно можеме да ги надминеме предизвиците и заканите на новото време и да се залагаме за вредностите во кои веруваме. Во овој контекст, Центарот за управување со кризи во голема мера се обидува да создаде ефикасен систем за управување со кризи, истовремено обезбедувајќи функционално единство на националните институции, локалната самоуправа, невладиниот сектор и академската заедница. Токму во оваа насока беше и седмицата на Советот за безбедност, од која што произлезе заклучок владата итно да формира работна група во која што носители ќе бидат Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, работна група која треба да понуди нов, пофункционален модел за заштита и спасување и воопшто за справување со било каков вид на криза. Покрај вклученоста во оваа НАТО вежба представува привилегија за сите учесници, бидејќи е одлична можност да се пружи поддршка на националните власти со цел зајакнување на нашите капацитети преку подобрување на готовноста при природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човек. Тоа вклучува подобрување на планирањето, превенцијата и одговорот, односно зацврстување на националниот одговор при итни ситуации. Размената на достигнувањата и научените лекции од предизвиците со кои глобално се соочуваме се многу важни компоненти во процесот на планирање на ресурси и поголема подготвеност за превенција и рано предупредување. Во овој контекст би сакал да истакнам
колку е важна дигитализацијата на системот за управување со кризи преку НИКС системот, следна генерација на инцидент команд системот во Република Северна Македонија. НИКС како алатка за просторно прикажување на податоците во реално време овозможува брза и ефикасна комуникација и координација помеѓу субјектите при донесување на одлуки за ефикасно ракување, целосно и вистинито информирање на медиумите, како и обезбедување на информации за граѓаните во реално време со зголемување на знаењето за ризик и подигнување на свеста. Токму оваа НАТО вежба ќе биде одлична можност да се тестира функционалноста и оперативноста на овој систем. Вежбите играат витална улога и во националната и во меѓународната подготвеност, овозможувајќи им на засегнатите страни на сите нивоа тестирање и потврдување на конкретни планови, процедури и способности. Оваа вежба исто така обезбедува одлична можност да се идентификуваат празнините и да се потенцираат областите кои бараат понатамошно подобрување. На крај, би сакал да им посакам успешна работа на сите учесници на теренската и на штабната вежба и ова позитивно искуство да го пренесеме во нашите работни средини. Ви благодарам.